Почитувани гледачи, драги наши пријатели, поддржувачи на авторската емисија од своја страна на телевизија Сонце, со голема радост, доза одговорност и нескромна гордост, сакам да ви ја најавам шестата сезона токму од оваа емисија од своја страна, која што стандардно се емитува на фреквенцијата на телевизија Сонце секоја среда во истиот термин 17 часот и 15 минути. И оваа шеста сезона, стигнавме до шестата сезона, јас како ваш домаќин Викторија Петровска ви ветувам многу нови наши дружби, интервјуа, ќе проследиме заедно многу настани од културата, музички концерти, промоции на книги и се она пропретно кое што си го следиме токму преку оваа културно-забавна емисија. Ви благодарам што ја овој пат сте со нас, ви благодарам што сте на фреквенцијата на телевизија Сонце и што со внимание ќе си ги следите сите нови изданија од своја страна. Кога говориме за гордост, кога говориме за луѓе кои што работат, за луѓе кои што гордо не представуваат нам како држава, внатре во државата, но и надвор од неа, на светско, на регионално ниво, неспорно е дека не говориме токму за мојата денешна соговорничка и гостинка, тоа несомнено е нашата голема гордост, Тамара Груевска од Гостивар, која што е наша позната, веќе можам така да кажам, млада македонска музичка надеж, која што гордо не представи во Франција на детскиот Евросонг и која што не престанува, почитувани гледачи, да изненадува и да освојува многобројни награди. Јас, Дамарче, да не должам многу во нашата најава, ќе ти посакам добре дојди и ти благодарам што со тебе ќе отвориме шестата сезона. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Тамарче, ти мене ми беше гостинка и можам да кажам дека навистина како преку ноќ да си ми пораснала, да си ми се разубавила така убаво и многу ти благодарам што токму со тебе ја отвараме новата сезона, бидејќи немав посоодветен соговорник, човек со кого ќе можеме така со гордост да се пофалиме. Како си, Тамарче, ни доаѓате од Гостивар? Супер сум. Токму пред 3 години учествував на вашата емисија и сега баш ми е мило дека пак учествувам. Тамарче, пред 3 години беше успешна, меѓутоа сега сме неколку нивоа погоре, се случија многу работи за кои што ќе многу успеси кај тебе, за кои што ќе продискутираме токму во првото издание од шестата сезона. Ќе се навратиме малку наназад во тој меѓу период што се случуваше, се случија навистина важни настани, ќе се сложиш со мене, се случи детскиот Евросонг кој што ќе го споменеме малку подоцна, но јас да не должам многу, ќе почнеме од крајот, ќе те вратам. Значи сега што се случуваше последно? Јас веќе не можам да ти ги пребројам наградите, Гран При награда, прва награда, Гран При награда, последните награди. Последно настапив на фестивалот Грисес Хоп во Грција, во еден мал град Навплио, кој беше многу сличен како Ница, дека со поглед на море. Беше многу убаво искуство до таму, 4 дена траеше, со многу учесници од различни земји, од Шведска, од Молдавија, од Германија. Од Молдавија беше директорот и преубаво искуство. Освоив Гран При во мојата категорија и прво место исто така во мојата категорија. Исто така учествував на Браво фестивал во Шпанија, тоа е онлайн фестивал. Со Айси Ред ја објавивме песната и сега чекаме резултати на 13 октомври. Така, Браво фестивал, односно тоа е всушност онлайн фестивал. Онлайн фестивал е тоа, така, на кој што настапувате со ваши настапи, со што не представи ти и дали тоа значи дека можат сите да гласаат на ваквиот фестивал? Можеме ние како нели слушатели да си го дадеме својот глас за нашиот представник? Да, секако може да се гласа. Така, со која песна ти таму не представи? Со Айси Ред. Мислам дека нешто видов, дека веќе е достапна на интернет платформите. Да. Твојот настап, каде што нашите гледачи нели може да го проследат тоа и да си го дадат. Да, објавено е на мојот профил. Така, гласањето трае или заврши за фестивалот? Заврши гласањето. Сега се чекаат сега се чекаат резултатите. Многу награди, Тамара, многу Гран При награди. Моето прашање е, одиш ли на станите на фестивалите со очекување дека ќе добиеш награда и веќе знаеш дека да, јас тука сега ќе освојам награда, или одиш за
да се сплотиш со тие луѓе таму, луѓето од твојата фела, да се дружиш повеќе? Колку ти се важни наградите, е моето прашање? Воопшто не ми е важно, секако одам да се дружам, да искусам ново искуство, но ја давам се од себе за Тоа можеме да го видиме на сите твои настапи. Тоа можевме да го видиме и во Крушево. Чинам таму сега не исто така во чест на Тоше се случуваше некој настан. Ти ќе ни откриеш малку? Тоа беше настан во чест на Тоше, хуманитарен концерт. Таму испеав Тајно моја од Тоше Проески. Исто убаво искуство, настапија македонски пеачи од македонската естрада, многу беше убаво, имаше доста публика од Крушево. Така. Кажавме дека ќе го споменеме детскиот Евросонг кој што се одржа минатата година во Франција, Ница. 12-то место, одличен пласман, иако сите верувавме, односно знаевме како да таму работите, меѓутоа знаевме дека ти си сепак прво место таму и заслужено прво место, меѓутоа според тие таму резултати 12-то, какво искуство е за тебе детскиот Евросонг? Предпоставувам беше возбудена, предпоставувам многу се работеше тој период. Многу беше убаво, секако не ми е важно местото, важно е искуството и дружбата. Многу беше убаво искуството. За прв пат настапив на таква огромна сцена. Така, имаше ли мала доза на онаа позитивна трема пред навистина? Па да, имав трема, но позитивна, бидејќи прв пат настапувам на толку голема сцена и во живо, затоа што ја и од мала имав желба да настапам на таква голема сцена. Уште од 2018 година, кога гледав телевизија, сакав да настапам на детскиот Евросонг и се пријавив на аудицијата и многу бев среќна дека ме одбра и мислам дека достојно ја представи Македонија. Македонија ја представи повеќе од достојно, ние сме навистина горди што ти имаме тебе, ти си веќе и звезда, јас можам така да кажам. Јас ќе те навратам малку наназад, за детскиот Евросонг имаше аудиција, на која што имаше, предпоставам, стручно жири кое што бираше. Очекуваше ли ти дека ти ќе бидеш токму таа која што ќе не представува и како реагираше кога дозна дека ќе ја представуваш Македонија ете на еден таков голем фестивал? Па секако не очекував, имаше многу талентирани деца на аудицијата. Аудицијата се одржуваше во Македонска радио телевизија, настапив со 2 песни, англиска, една македонска, една англиска, и после од кога ги дадоа резултатите, бев многу задоволна и срекна дека ќе ја представувам Македонија и благодарна за целиот тим на Македонска телевизија што ми ја даде мене можност да представам Македонија. Секако сакам да ова година представниците Ана и Алексеј, сакам да им дадам голем, да ги поддржам. И кога ќе се одржува следниот Евросонг сега? Мислам дека нашите се одбрани веќе? Да, нашите се одбрани и ми ја слушав песната, многу е убава. Мислам во ноември, не знам кој датум точно. Така, значи ќе се сложиш со мене дека имаме талентирани деца, млади луѓе кои што и како знаат да не представат достојно, а ти си несомнено една од нив. Тамарче, што се промени после детскиот Евросонг? Се зголемија ли фановите, слушнали Македонија малку повеќе за девојчето со магепсон глас, како да кажам, глас кој што мене би можела да те слушам секојдневно. Имаш таков глас кој што никого не остава рамнодушен. Кажи ми какви беа реакциите после детскиот Евросонг? Предпоставувам твојот гостивар застана позади тебе, поддршката од најблиските тука е секако, меѓутоа на ниво на цела држава. Имав многу поддршка од гостивари, секако цела Македонија. Доста од гостивари од Македонија гласа за мене и многу сум благодарна. Имам многу фанови после детската Евровизија, евровизијски фанови. Како те пречека после Евросонгот? Па беше ли тоа некое големо доживување, убаво чувство? Да. Предпоставувам другарките, гледав нешто во училиште дека имаше некој дочек со учителката. Да, големо доживување беше кога
за првиот ден после Евровизија бев во школа и ме пречека сите деца од школото. Многу сум благодарна и имам многу поддршка и од наставниците и од учениците. И Така, сакам да ги поздравам. Еве ќе ги поздравиме во оваа прилика. Тамарче, така се пречекуваат големите звезди, ти си секако на тој пат. После Евровизија ми беше мојот роден ден на 2 декември и многу убаво го поминав и мојот роден ден, да. Тоа било период на многу убави настани за тебе и несомнено заслужени. Ајде ќе се навратиме што се случува сега, 9-то одделение, полуматурантка. Значи ли тоа дека веќе се размислува можеби за продолжување на средното образование, во која насока ќе се движиш или уште си размислуваш на каде ќе одиш? Секако музиката е неизоставен дел од твојот живот, меѓутоа дали веќе имаш одлучено? Мислам уште е рано, но секако сакам да продолжам со музика. Сега учам кај Андријана Јаневска. Така, приватно музичко училиште, приватно музичко кај училиште, да. Андријана Јаневска. Сакам да продолжам со музиката, секако и школото да не го не го запоставиме и училиштето. Имам поддршки и од наставниците, ме пуштаат кога треба да одам негде. И да. Така. Во однос на музиката, на што се работи сега, негде позади камерите споменавме ќе се снима спот, ќе ни откриеш ли малку повеќе за што станува збор? Минатата песна на Евровизија кажи ми кој, така. Беше од Роберт Билбилов и од Дарко Димитров и ова песна ќе биде од Роберт Билбилов. Значи продолжува соработката со Билбилов? Да, продолжува соработката со Роберт Билбилов. Да не откриваме многу за песната, сами ќе слушнете. Ќе се објави, спотот мислам ќе се снима на 16 октомври, ќе се објави негде при крај на октомври и мислам ќе ви се допадне. Ќе ни се допадне секако и ние повторно ќе се видиме секако од кога ќе се објави спотот. Дали размислуваш можеби за некој друг фестивал, што се следните планови на некое друго музичко шоу каде што ќе можеме да те видиме, каде ќе те гледаме периодот? Па следната година сакам на Сан Ремо да одам во Италија. Тоа е еден голем фестивал сличен на детската Евровизија со камерен оркестар. Можеби на Мюзикленд во Битола и во Охрид да одам следната година, затоа што и оваа година бев и многу ми се допадна искуството, дека пеев исто со камерен оркестар, битолскиот камерен оркестар и многу беше убаво. Настапив со Айси Ред. Таму го освои второто место и сакам следната година пак да одам на тој фестивал. Така, ние ќе ти посакаме успех во се она што го имаш замислено. Несомнено кај тебе со ништата стануваат реалност. Кога споменавме приватно музичко училиште, какво е искуството да се работи со Андријана Јаневска, знаејќи дека станува збор на вистина за еден професионалец кој што знае да го пренесе знаењето, колку ти си задоволна од неа како учител? Последнија фестивали се спремав со Андријана Јаневска, така да многу сум задоволна од неа, многу е добра, секогаш ме поддржува. И знае дефинитивно да пренесе знаење и да предпоставувам и да види талент во сите оние ученици кои што и се таму. Има ли соработка помеѓу младите луѓе кои што се занимаваат со музика? Како сте вмрежени? Дали веќе се знаете кој каде е? Мислам за твоите помлади колеги, дали веќе те прифатија, односно те доживуваат како дел од нив, па можеби и повозрасните музичари кај нас? Какво е искуството со естрадата? Па убаво искуството имам од сите поддршка од македонската естрада, да. Имаш поддршката и дека веќе знаат која е Тамара Груевска. Така, Тамарче, покрај музиката, активна си цело време на фестивалите, освојуваш, како што кажавме, многу награди. Имаш ли време за себе? Што правиш? Ти си навистина едно многу талантирано дете, меѓутоа претпоставувам дека ти треба време и за содругарките. Имаш и некое друго хоби освен музиката, па што те исполнува друго во секојдневието? Па секако имам време и за себе, сакам да цртам, сакам и да учам различни предмети во школа. Прошетка во природа, претпоставувам, некаде се полнат батерии. Сакам да свирам и на клавир, секако.
Така, дали Да. може би и во тој дел си активна, дали вежбаш или... Па, порано, мислам, во Енвер Сафаи, во Гостивар, учев пијано, но мислам сакам и сега да малце да сум поактивна. Така, уште поактивна од Да. ова, не знам веќе што да очекуваме од тебе. Дали те тераат другарките, другарчињата, не знам, соучениците, дали си можеби ти секогаш онаа која што е забавувач на настаните, на дружбите ваши, ајде Тамара да пееш, дали некогаш можеби ти се смачува малку? Како е искуството? Ти ли си тој кој што ги прави забавите? Па, секако некогаш ми викаат да им запеам некоја песна. Тоа не ти е проблем, предпоставувам ти со радост си го правиш. Кога ги споменавме луѓето од нашата естрада, музичарите, имаш ли луѓе од кои што учиш, кои што можеби ти се идоли? Еве ја споменавме Андријана Јаневска, меѓутоа еве од другиве, не знам, го споменавме нашиот никогаш не прежален Тоше Проески. Претпоставувам дека го обожаваш и него како човек кој што се занимаваше со музика и несомнено беше најдобар. Секако идол ми е Тоше Проески. Имаме многу музичари и пеачи во Македонија, секако Калиопи, Тамара Тодевска, Каролина Гочева, имаме уште многу. Ајве Антонија Гивоска од помладите, можеби. Сакам да ги слушам и учам песни од нив и ги пеам на различни фестивали. Така. Да. Од странските музичари? Од странските музичари, не знам, имам многу. Пример, мене секогаш ми била Уитни Хјустон идол, затоа што започнав со песната I Will Always Love You и so I Have Nothing. I Have Nothing ја пеев на Езерски бисери, тој ми беше првиот фестивал. Ти се сеќавам нешто во претходната емисија дека пред некоја година дека токму тоа и ни го запеа тука, несомнено добро. Така. Добро, претпоставувам дека сега ако си користиш мобилен телефон, сега Оно што јас сега сакам да го најавам, еве пред нашите гледачи, во оваа 6-та сезона, почитувани гледачи, наши пријатели ќе бидат дечките од Smart Service. Всушност станува збор за професионален сервис за мобилни телефони, каде што вршат професионална поправка на вашите мобилни телефони или други уреди, таблети, лаптопи и така натаму. Исто така во Smart Service ќе можете и да си купите нов или половен мобилен телефон, слушалки, полначи, каблиња или што ви душа сака. Многу ми е драго што токму во 6-та сезона ќе соработуваме со Smart Service. Сега дечките од Smart Service се многу фини и за секој мој гостин доделуваме вредносен ваучер од 500 денари. Така, Тамарче, во листиче, трговскиот, ќе си ги посетиш Smart Service, за 500 денари ќе си одбереш дали маска, дали фолија, нешто ќе ти склопат некоја пакетче за нашата звезда, да си има најубава маска, да си има фолија за нејзиниот телефон, зашто нели без сликање, без видеа нема промоција. Така ова е за тебе. Благодарам. Со здравје да си го искористиш. Ќе си ги поздравиме туку уште еднаш Smart Service. Пред да се одјавиме од емисијата, јас би сакала да кажеме нешто што ете не те прашав, можеби. Велате еден новинар не смее тоа да го праша, што не те прашав на крајот, меѓутоа еве нешто ако ти сакаш да дополниш или да ни најавиш нешто ново пред нашите гледачи, или да оставиме нешто и во тајност за некое друго интервју, меѓутоа, ајде еве со што ќе се одјавиме. Па мислам дека се кажав. Ете, сакам да ги поздравам сите гледачи кои гледаат емисијава и да слушаат македонска музика, да поддржуваат македонски музичари и пеачи. Посебно млади наши надежни музичари кои што допрва ќе не представуваат гордо како држава тука и надвор. Тамарче, многу ти благодарам што ја прифати мојата покана. Благодарам и вас. Ми беше многу драго, чест што со тебе ја отворивме 6-та сезона. Ние секогаш ще следиме и секогаш ќе бидеме твоја поддршка и секогаш ќе бидеме на твоја страна. Ти благодарам и до следното видување во некое наше ново интервју. Благодарам.
Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со нашата млада музичка гордост, надеж Тамара Груевска од Гостивар, нашиот минатогодишен представник на детскиот Евросонг и секако девојчето со еден волшебен глас кој што никого не остава равнодушен. Се надевам дека уживавте во првата емисија од 6-та сезона. Овде ќе ве поздравам. Бидете добри, останете во добро здравје и се гледаме за 7 дена од сега. Did you really think I just forgive and forget? No, after catching you with her, your blood should run cold, so cold. You two-time and cheap lying wanna be, you're a fool. If you thought that I'd just let this go, I'll see red, red, oh red. I gone to your head, head, to your head. Oh no, all I see is red, red, red. Did you really just say she didn't mean anything? Oh, I remember those words when I came for your soul, your soul. Know that you dug your own grave, now lie in it. You're so cruel. But riches are this best of gold. I see red, red, oh red. I gone to your head, head, to your head. Oh, executioner style, and I won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. No, all I see is hide. Oh, you're so done. Better sleep with one eye open tonight. I see red, red, oh red. I gone to your head, head, to your head. Oh, executioner style, and I won't be no trial. Don't you know that you're better off dead? All I see is red, red, oh red. No, all I see is red, red, red. Благодарам.